Што се однесува до вториот договор под маса, тој на Венко што го склучи со еден градоначалник, тој е на црната листа за криминал и корупција од една скопска општина. Дотолку се гледа тој таен договор за поддршка што се препознава од месечината. Проформа СДСМ извадија кандидат за градоначалник во скопска општина Карпош, што ни самите не ја препознаваат, ниту ја поддржуваат, ниту пак ја рекламираат. Да направат анкета членовите на нивната партија, ни името на жената не го знаат. Ја пуштија низ вода, за да асот во Карпош на Венко мисли дека ќе победи. Истите луѓе со исти вредности. Гледате кој безобразлук како жената ја поценува. Кој му дава такво право? Жената прво е господја, докторка, професорка универзитетска. Кој си бе фактор? Ти ни името не го знаеле, но твоето име некој го знаел. О, моли мајко, моли. Сега дали ви е јасно кој барал да бидам на црна листа? Не, мене. Ева кај јавно да му кажам. Кристијан Сен, партија која што има најмногу на црна листа е твојата партија. Покри се, твојата партија е таа што има најмногу луѓе на црна листа. Учуматот, белата палата кај што седиш, ти е направена со арам пари. Финансирањето на партијата тие со арам пари си слушнал за предметот Талир 1, Талир 2, криминалец 1. И тој што го плюкаш Али Ахмети, тој ти донесе закон, ти ги спаси сите тие Јануше, кои се таму. Антонио Јануш и кандидатот Дејан, е така. Стручњак за криминал. Да ти кажем нешто. Аболиција Ѓорги Иванов носеше за мене или за вас? Заев носеше закон за амнестија за мене или за вас? Специјално обвинителство се формира за мене или за вас? Али Ахмети предложи измени на кривичниот закон за да се спасите вие или јас? Кристијан, вие имате инкубација. Ти не можеш да збориш за криминал, срам те било. Таа е тема која што ти треба да ја заобиколиш. И тоа беше добра гарнитура за време на Груевски. Они сега какви криминалци се, ќе видиме како ќе завршите. Многу мерак да имаш да збориш за криминалот, ама кој последен се смее, најсладко се смее.